И посакувам топло добро утро на нашата гостинка и на нашата Ирена. Драга Ирена, добро утро и за доктор Билјана Црцарева, магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибадем Систина. Драго ми е што повторно сте наша гостинка и се радувам што ќе отвориме една тема на која долго не сме проговориле, нели? Аблација кај јазли во тироидната жлезда. Една нова метода, единствени во регионот. Аџибадем Систина ја извршува оваа неинвазивна интервенција и малку повеќе ќе зборуваме за тоа. Добро утро, Суза. Денеска ни е цел ден во духот на иновациите, бидејќи останатите содржини се за нови иновативни идеи и решенија, така да повелете, јас со внимание ќе ве слушам. Добро утро. Благодариме, Суза, за убавата најава. Добро утро, почитувани. Ете, веќе ви ја откривме и темата, што е она што ќе зборуваме овој петок. Ќе зборуваме за аблација на јазли на тироидна жлезда. Ова утро, еве, официјално, уште еднаш заедно со нас и со вас, магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина, тироидолог, која што ни доаѓа ова утро од клиничката болница Аџибадем Систина. Докторке, добро ви утро. Добро ни дојдовте вака официјално во утринската програма. Ке зборуваме за тироидната жлезда и за проблемите кои што, односно болестите кои што настануваат во тироидната жлезда, ама за да навлеземе полека и во аблацијата, и во сите оние диагностики и третмани на тироидната жлезда, да објасниме накусо за почеток што е тироидна жлезда, каде се наоѓа во нашиот организам и која е функцијата на тироидната жлезда. Добро утро и од мене, ви благодарам на поканата повторно за гостин во вашата емисија. Тироидната жлезда е орган како и сите останати, се наоѓа во долната третина од вратот и многу често знаат пациентите да не праша дали ја имаме тироидната жлезда и заради тоа секогаш го почнуваме разговорот да ја имаме, бидејќи орган како сите останати, како срцето, мозокот, белите дробови. И има многу важна функција. И е, можеме да кажеме, диригент во организмот, бидејќи од неа зависат сите понатамошни механизми, односно функции на останатите органи. Главната функција е одржување на метаболните процеси и од тога тргнуваат понатаму и самите заболувања, односно функционалните заболувања на останатите органи. Нејзината задача е да произведува хормони кои што го одржуваат понатаму балансот во организмот и тоа се познатите Т3 и Т4 хормони, односно трииотиронинот и познатиот тироксин, кои што не би се создале доколку не би биле пак под едно раководство на мозокот, односно хипофизата, од каде што се излачува ТСХ хормонот, односно тиреостимулирачкиот хормон. Во зависност од тоа какво е нивото на овие хормони, три хормони најчести кои што ние ги изработуваме, така настануваат и заболувањата кои што се поврзани со незината функција, односно намалената функција на тироидната жлезда, односно хипотиреозата, кога имаме пат на тироидните хормони Т3 и Т4, а пораст на ТСХ хормонот во хипофизата и обратно хипертиреозата, кога се случува повеќе создавање на тироидни хормони во тироидната жлезда, односно повеќе тироксин и Т3, а пат на тиреостимулирачкиот хормон, кој што доаѓа повторно ќе кажем од мозокот, односно од хипофизата. Сега, ова се значи заболувања, најчестите заболувања на тироидната жлезда, ама да не заборавиме дека тука и Хашимотов синдромот, така, кој што го имаат многу луѓе. И уште едно подпрашање, дали повеќе заболуваат мажи или жени од тироидна жлезда? Во групата на заболувања, покрај функционалните, кои што пред малку ги спомнав, хипо и хипертирозите, влегуваат и автоимуните заболувања, кои што вие го кажавте, тоа е познатиот Хашимотов тироидит, еден од исто така најчестите заболувања во тироидната жлезда, и спаѓа Грейвс-Базедовата болест, повторно автоимуна состојба, која што се карактеризира со состојба на очен феномен, односно каде што имаме хипертиротична состојба, меѓутоа очниот феномен доминира, а тоа е испакнување на очните јаволка. Тоа ни се исто така функционални заболувања, меѓутоа да автоимуна природа
И најчестите заболувања, тоа се јазлите во тироидната жлезда или нодусите или чворовите, односно она што ние не сакаме да го кажеме, туморските формации на тироидната жлезда, за кое што и денеска повеќе би се задржала за да И само мажи или жени заболуваат повеќе? Повеќе предпоставувам женската популација. Женската популација, таа која што е повеќе засегната. И возрастна граница дали има од кога? Според новата статистика која што е сега во последнава 23-24 година излезена од Американската асоциација, од Европската асоциација за тироидни заболувања, се вели дека веќе соодносот доаѓа до 10:1, односно 10 жени, 10 заболени жени наспроти еден маж, и возрастната категорија се уште е она над 20-та до 40-та година, кога се најголем процент на заболени жени, а понатаму веќе опаѓа бројот на заболувања. За среќа се намалува инциденцата кај бебешката популација, односно новореденчињата и оние што се над 65-та годишна возраст. Значи редовни контролни прегледи после 20-та година, барем еднаш годишно, се препорачува за тироидна жлезда. Апсолутно. Кажавте кои се заболувањата на тироидната жлезда. Сега има ли симптоми? Значи, како може да препознаеме дека нешто не е во ред со тироидна жлезда или едноставно на оние рутински, систематски прегледи се откриваат овие заболувања? Така, и двата понудени ваши одговори се дел од секојдневието. Доколку симптомите се изразени, тие се најчесто впечатливи кај пациентите. Кои И доколку станува збор за функционални заболувања, ако е хипотирозата, намалената функција, тогаш пациентите првично на што се жалат се зголемување на телесната тежина, проблеми со констипацијата, односно тешко, пошто е забавен метаболизмот, тешко излегуваат и одат во тоалет. Понатаму замор, малаксаност, поспаност, сува кожа, чешање по телото, кршлива коса, кршливи ногти. И спротивно од ова функционално заболување, кога станува збор за хипертирозите, се обратните симптоми. Односно имаме слабење, понатаму течни столици, една хиперактивност кај пациентот, значи не постои замор, малаксаност, тук напротив се хиперактивни, срцебиење, потење, тремор на рацете, значи една општа вознемиреност. Тоа се групата на функционални заболувања. Кога станува пак групата втората, каде што се нодусите и чворовите на тироидната жлезда, односно морфолошката група, тогаш еден единствен симптом е, а тоа е непријатност во предел на вратната регија, каде што е тироидната жлезда, каде што пациентите најчесто кажуваат дека има чувство дека нешто стои во грлото, Не може да се голтне убаво. Не може да се голтне, па тоа е познатиот симптом на постоење на кнедла во грлото, кога не можат ниту да голтнат, ниту да искашлаат и многу често знаат да го имаат актот на подчешување на грлото. Значи тој акт е повеќе засегнат. Тоа се дел од симптомите кои што постојат. Кај голем дел од пациентите тие може да бидат искриени, односно да се компензираат. Постојано пациентите да мислат дека е нормално да се појавува некој од овие симптоми, бидејќи постои такви случувања, тогаш кажуваме задолжителни скрининзи, односно барем еднаш во годината да се направи преглед, особено каде што постои една фамилиарна предиспозиција, односно барем еден член во семејството е афектиран со тироидно заболување. Значи генетски е сепак, има генетиката големо влијание овде така. Улога и втората голема улога, која што не смееме да ја заборавиме, а тоа е дека нашата држава е држава каде што тироидните заболувања се ендемски заболувања. На времето пред 50-тите години не постоело доволно јод во почвата, односно водите, и од тогаш започнуваат проблемите кај пациентите, со популацијата и за среќа е решен проблемот преку едноставен метод на јодирање на еден прехранбен продукт, а тоа е кај нас солта. Така да ви апел тука да искористиме да се купува секогаш јодирана сол наша, значи сол која што е подлегната на испитување каде што точно се знае колку јод треба да има во 1 килограм сол. Одлични совети, многу убаво објаснувате, да можеме и јас и гледачите да ве разбереме. Сега кажавме симптомите, сега одиме на третманот, односно терапијата, и потоа ќе се задржиме на јазлите конкретно.
третманот за така. овие заболувања од тироидна жлезда? Повторно, кога ќе кажеме заболувања, ги делиме заболувањата на функционалните и морфолошките. Функционалните заболувања бараат медикаментозен третман, што значи секогаш започнуваме со лекување со терапија, односно лекарства. И трае доживотно, така? За хипотиреозите, тоа е субституцијата со тироидни хормони. Значи, тоа што недостасува, тоа го надополнуваме и тоа е левотироксинот, односно кај нас познат еутирокс. И најчесто третманот е доживотен. Значи, тешко кога се случува да ние можеме таа терапија да исклучиме, меѓутоа тука не сакаме да ги обесхрабриме пациентите, бидејќи тие и се навикнуваат на таа терапија, што значи нешто кога недостасува, наједноставно е да се надополни. А кога станува збор за хипертирозите, тогаш веќе избори на лек имаме повеќе и тогаш станува повторно започнувањето на лекувањето е медикаментозно со терапија. Меѓутоа, многу често, за жал, може да биде неуспешна, ако е тоа упорна хипертироза, па тогаш се оди на избор на лек доколку е пациентот кандидат за лекување со радиоактивен јод, со мали дози на радиоактивен јод и следното, ако и со тоа немаме успех, да се оди кон пристап за оперативно лекување. Тоа се лекувањата, третманите кај функционалните заболувања. Кога станува зборба за морфолошките, тие најчесто, доколку се промените малецки, остануваат само на следење. Значи, кај пациентите се даваат совети на неколку месечно следење. Доколку промените, односно јазлите, растат, тогаш веќе се пристапува кон биопсирање и скенирање нивно. И следно, доколку се тие со димензии поголеми, над 2-3 см, прават обструкција во вратната регија, тогаш се одлучуваме на оперативно лекување на истите и за среќа од пред некое време во нашата болница започнуваме со работа со овие третмани со аблација, радиофреквентна аблација на тироидни нодуси. Ете така. Дојдовме, значи, полека веќе до сршта на нашата тема, значи јазлите. Зборуваме сега за јазли на тироидна жлезда. Што се јазли на тироидна жлезда и зошто се јавуваат? Така. Јазлите представуваат туморски формации или промени кои што се појавуваат како што може да се појават на било кое друго место во било кој орган. Да. Може да бидат цистични формации, значи формации кои што се исполнети со течност. Може да бидат солидни, ние ги нарекуваме, значи промени кои што се изградени од самите клетки на тироидната жлезда, само што тие се богато напакувани, односно преструктурирани состојби и може да бидат изградени од клетки кои што веќе се трансформираат, односно одат до момент на малигни заболувања. Причината може да биде од фамилиарната предиспозиција, генетиката, па се до да не ја знаеме главната причина, односно едноставно да се појавуваат на самата тироидна жлезда. Сега третманот на јазлите. Кажавме аблација на јазли и операција. Кога е аблација, кога се прави операција и како изгледа аблацијата? Така. Да кажеме дека единствени во регионот Клиничка болница Аџи-Бадем Систина прави аблација на јазли на тироидна жлезда. Единствени во регионот кои што работиме многу предпазливо, односно со една добра селекција на пациентите кои што може да подлегнат на овој третман. И тука заради овие причини секогаш ги охрабруваме пациентите да се јават на претходна консултација, која што е бесплатна, значи доаѓаат кај нас со тимот, разговараат, а потоа заеднички одлучуваме дали се добри кандидати да се пристапи кон аблација или ги упатуваме да се пристапат кон оперативно лекување. Кои се обично кандидати за аблација? Кандидати за аблација се пациентите кои што имаме јазли, кои што се не помали од 2 сантиметри, значи сепак треба димензијата да биде некоја ограничена, а па и да не бидат многу големи, односно да не бидат поголеми од 3-3,5 сантиметри. Тоа се најчесто промени кои што се на предната страна на тироидната жлезда доминираат, значи се впечатливи. Најчесто кај пациентите се гледаат и првично знаат да присметаат во самото, козметички, да кажам, првично, што не треба да биде главната причина зашто би се одлучила на ваков третман.
Меѓутоа, да, доминираат и се гледаат и прават една обструкција во голтањето, односно дишењето. Како изгледа аблацијата? Каков третман е? Како се изведува? Аблацијата влегува во групата на минимално инвазивни постапки, кои што практично преку е ултразвучно водена, со ехо водена постапка, каде што преку игли, односно сонди, се поставуваат во самиот нодус, односно самата промена и на одредена фреквенција, заради тоа е наречена радиофреквентна аблација, се уништуваат, односно преку топлина едноставно се горат. Се горат. Ефектот, она што сакаме да го кажеме, не е веднаш, значи не ги ја работиме денеска аблацијата и пациентите да утре си одат без јазал, туку треба да помине извесен период додека биде самиот исход видлив. Ако Значи треба време за да се види нели исходот Ама од самата. пациентите си одат веднаш, Пациентите предпоставувам, си дома, одат така? Истиот ден. Ете. Минимално инвазивна е, се работи со локална анестезија, безболна е и кандидатите нели се добро селектирани од тимот во кој што влегува интервентен радиолог, специјалист по нуклеарна медицина, односно тироидолог и градни хирурзи, кои што одлучуваат заедно со нас дали ќе се пристапи кон аблација или кон операција. Она што секогаш го напоменуваме е дека сите кандидати за аблација се кандидати и за операција, бидејќи се тука јазлите, меѓутоа не сите пациенти кои што се за операција се кандидати за аблација, бидејќи големите јазли или мултинодозно изменатата тироидна жлезда, значи со повеќе чворови, апсолутно не спаѓа во групата на пациенти кои што ќе подлегнат на ваков третман, односно на аблација. Тие веднаш ги насочуваме да разговараат со градните хирурзи и да пристапат кон оперативно лекување. Исто е еден од предусловите за третман со радиофреквентна аблација е кај пациентите да постојат две негативни биопсии. Тоа значи дека два пати мораме минимум да имаме потврдено дека не станува збор за малигна болест. Кај нас се уште не работиме малигни заболувања. Во светот веќе почнуваат да ги работат микрокарциномите, за кои што ние сме со аблација, за кои што ние сме се уште скептици и сметаме дека тоа не е начин на лекување, туку карциномите треба веднаш да бидат испратени кај градните хирурзи да завршат со оперативно лекување. Да ве прашам уште едно, еве, пред крај сме на разговорот, дали сите јазли треба да се подлежат на третман на аблација или може да се живее, да кажам, со јазли на тироидна жлезда? Доколку се тоа малецки промени, значи промени кои што и ако имаат, ако не се зголемуваат, така? Да, апсолутно, ако се тоа малецки промени под 10 мм, па нека се и повеќе, значи нека се 3-4 јазли со помали димензии од 10 мм, тие одат само на следење. Дури многу често, доколку ехографски тироидолозите видат дека тие се без калцификати јазли, без промена во нивната контура, значи имаат некои карактеристики кои што нас ни укажуваат дека сепак станува збор за бенигни промени, пациентите слободно можат да живеат со нив, односно само да доаѓаат на контроли. Доколку имаат знаци кои што нас не набендисуваат на ехото кое што го следиме и доколку се во постојан пораст, биопсијата апсолутно е нешто што мораме да направиме, а потоа доколку ги надминат димензиите што ги споменав над 2-2,5 сантиметри, веќе се одлучуваме ако е солитарен, значи само еден јазел да се пристапи кон аблација, ако се повеќе апсолутно одат на оперативно лекување. Докторке, веќе сме тука со разговорот, треба да завршиме. Потоа ќе ве ослободиме, ќе ве пуштиме да им се придружите на вашите пациенти, бидејќи сте наутро веќе на работа. Сакам само за крај една порака до гледачите кои што не следат, поготово за женската популација, бидејќи кажавте 10 жени, еден маж, значи голема е таа разлика. Една порака за крај, значи да не се чекаат симптоми, туку да се одат на оние превентивни прегледи, бидејќи се што се диагностицира на време, се лекува и на време, така? Така, тоа би бил и мојот совет, да барем еднаш годишно, особено кај пациентите кај што постои фамилиарна предиспозиција, да се прават редовни контроли. Од 20-та година, така? Па, доколку постојат симптоми, матичните лекари, Може и односно порано, педиатри, така. можат и претходно да направат, меѓутоа препораката е секако да после 20-та година бидат тие почести. Доктор Билјана, ви благодарам многу за разговорот. Ми беше благодарам јас. чест и многу пријатно утрово да разговарам со вас. Убави совети за тироидна жлезда за мене, за Сузе, а верувам дека и за гледачите.
Благодарам и до скоро видување. Ви благодарам. Одлична прилика беше ова да се охрабрат сите оние кои што одамна не правеле прегледи и да слушнат за вакви иновативни решенија поврзани со настанати компликации или проблеми со тироидната жлезда. Ви благодарам и јас.